Нов ден, стара песна. Закочен сообраќај во главниот град, густа магла и загаденост. Експертите предупредуваат дека автомобилите, јавниот превоз и тешките товарни возила дополнително го трујат воздухот. Според анализите, главни фактори кои го загадуваат воздухот се домаќинствата и индустријата. И денеска скопјани се гушат во токсични честички. Но кој е лекот? Според експертите, доколку се намали интензитетот на сообраќај низ булеварите, би се намалило и загадувањето на воздухот. Надлежните предлагаат алтернативи за да се намали аерозагадувањето, пешачење, возење на велосипед и користење на јавен превоз. Од автокоманда до центарот на Скопје со возило се пристигнува за околу 15 минути. Но стотици автомобили чекаат на семафори, а со тоа дополнително се загадува воздухот. Не само во Скопје, алармантен е квалитетот на воздухот во повеќе градови. На некои места е веќе надминат прагот. Токсичен воздух има и во Струмица, Битола и Кичево. Значи, мерните станици во Македонија покажуваат дека во Скопје, Центар и Лисиче се најзагадени, но и Струмица и Битола исто така. Струмица убедливо е и најзагадена, но сепак Центар е во водство од скопските општини, каде што има 106 PM10 честички на метар кубен. На Пладне вредностите на загаденост се намалија, но сепак најзагадено беше во Кичево со 104 PM10 честички на метар кубен, Струмица 53 и Битола 44. Министерството за животна средина ги повика сите институции, општините и град Скопје да ги извршуваат обврските предвидени со акцискиот план и да ги засилат инспекцијските надзори, контролите во станиците за технички преглед на возилата и да се проверува нивната исправност. Лекарите велат од токсичниот воздух особено на удар се децата и хронично болните. Амбулантите се преполни. Кашлица, тешко дишење, печење на градите, течење на носот, солзење на очите, гребење во грлото се само дел од негативните последици по здравието поради загадениот воздух. Се жалат граѓаните. Докторите предупредуваат на голема внимателност кај граѓаните со цел да се заштитат од загадениот воздух. Да не излегуваат од дома, да носат заштитни маски доколку се надвор, но и да го следат амбиенталниот воздух во своите домови. Статистиките покажуваат дека поради енормното загадување, годишно во светот умираат најмалку по 3000 луѓе.